По просториите на систем 48 часа има поднесено 13 барења, 8 от них са затворени, 3 отложени и 2 са во тек. Колко дена са во тек? Има некои повод от 48 часа. Това е барењето за куќата. За? Да, последните барења. Барење четврти. Масно сипаѓање, барат да се падне општинската инспекција на увид, бидејќи дел од таа јавна површина веќе има издадени цигли кои висат на самата улица. Инспекторатите не спадна? Значи има изкладено, не ги констатирано дека таа е стара зграда, живее таа зграда и тешко да може... Ама кој е собственик? Андонов... На Ангелина, на Марин, женка живееше на Чопто. Илија, Андонов Илија, живее в нея, таа е више 50 години на спаѓање. Знам за кога го ги правите мовите, ама кој е должен да ја заштити зградата? Един наследник Керка, она една има сега, он не живее веќе, там не гледа никој само да се движи веќе. Еден да се продаде тоа место и да се руши, немаше друг начин. Кој да го продаде? Собствено Керката да стартува осведно код так, мора она да и знае. кој треба да ги задолжи да го обезбедат објектот? Ние или дирекција за заштита спасување? Таа не е под заштитата... За грозови, не е заштита на спомен. Дирекција за заштита и спасување, критичните, ризични објекти, они ги третират. По-добро они би били да ги задолжи. Видејте, стапејте по контакт со нив, не да може некој да... Преку Општинскиот центар за услуги во извештаниот период поточно од 16 до 30 ноември биле поднесени 22 барања за следба со градоначалникот, од кои се реализирани 20, а другите две се пренасочени. Структурата на барањата е скоро слична на претходниот период. Урбанистички, стамбени, проблеми од областта на спортот и од социјалната и здравствената заштита, односно барање за финансиска поддршка биле 5. Што се однесува до потрошувачката на гориво е скоро идентична на претходниот извештаен период. Во извештајниот период одржана една седница на Советот на општината со 8 точки на дневниот ред, при што усвоени се 7, усвоени се сите 8, 7 точки се материјалите предлагачи до началникот на општината, а една од други предлагачи. Одржани се 3 седници на комисиите, изготвени се 3 извештаи по материјалите што се на дневен ред. Од надлежност на градоначалникот на општината од повеќе области изработени се секот на 17 акти, од областта на човечките ресурси 7. Изготвени се 59 уверења за состојбата со наплатата на данокот на имот и комуналната такса, при што 57 од данокот на имот и 2 од комуналната такса. Една преставка е во тек на работење. Во одделението за комунални работи и општински патишта во овој извештаен период постапка за утврдување надоме за одобрено градско земјиште поднесени се 2 барања, одобрени 2. Надоме за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти поднесени се 26 барања, решени се 20.
27, тоа е за тоа што има на тие што заостанати, заплатени има 55 и 52 од претходниот период. Поставување на инсталација во заштитен пояс на локален пат со прекоп и согласност за прекоп, доставени се 3 барања, решени 3, едно е одбиено, а тоа е на ЕВН, за тоа што не го комплетира, затоа е одбиено. Користење јавни површини за поставување на граждан материјал и обредно дрво нема во овој период. Користење јавни површини пред делно гостителски објект 4 се решени кои беа од претходниот период. Користење јавни површини и плоштади за презентација и поставување на тезги, едно барање доставено, едно решено, а едно е одбиено од претходниот период. Постапка за експроприација во овој период на улица Мишко Делев има уште 2 кои се во тек, а тоа е за нерешени некаправни објекти. 3 беа, едната се решени. А на булевар Ѓевѓелија постапка за експроприација во тек се 5, исто така и 3 причини. Колку собственици беа вкупно на булевар Ѓевѓелија? Експроприација кажа? Во 13. На 2 парцели се поповише, а поголеми се парцели. Издавање на изводи од лиценци за автотакси превози, 3 се доставени или одобрени се 3. Дозвол за вршење на општински линијски превоз, 2 се доставени, тие се под тик. Вчера имам некоја информација од повторно имало спогодба, договор, само на писмо за линијскиот превоз на патници. Ако донесат на писмена спогодба, тогаш да, може да им се прифати. За комунали, што рековме, сделан простор, тоа е еден објект на Фиќето што беше. Поставување на ормари на 5 нет, тие се 3 одобрени дадени на веќе постоечки столови. Користење јавна површина, поставување на граждани материјали за огневи дрва нема во овој период. Дали се подместени сите бандерни улици Срменска завршувањето? Срменска. На тој пат што и ормарот што беше за електрика. Вертикална сигнализација, интервенции 3 се вршени, поставени нови знакови 3 и столбови. Тие се во Ѓевѓелија и Давидово. За јавно осветлување има повише интервенции, дури 83, од кои 51 во Ѓевѓелија, 5 Негрици, 19 Миларци, 8 Пардевци. Вчера примерите на кружниот тек некој Сокола поминал преку. Тоа не знам дали цели, значи имаше и на западна страна. Западна ли, да? Там имаше до недела е поминал. Не, сега ова пресно. Не е фатилно блокшит. Во одделението за камери. останати од претходниот период има едно барање, значи во овој извештаен период решено е едно и останат еден предмет во поставка. Адаптација имаме завлечено од претходните периоди еден предмет кој што е во одделението за комунални работи за младо место за плаќање за промена на намената. Употреба, значи барање за употреба на градбата, нема ново барање, едно е во поставка од претходен период. Извод од урбанистички план. Во овој извештаен период доставени се 30 барања, решени се 30. Легализација на бесправно изградени градби. Издадени се 28 урбанистички согласности, а решени е 23. 2723 предмета се во поставка. Урбанистички план има доставено 3 нови иницијативи.
нема утврдено во овој период ниту нацрт план, ниту пак предлог усвоен, така да во поставка се 23 нацрт плана и 6 предлог, кои што се подготвуваат за доставување. Колку имаме планове согласно што чекат? Урбана опрема од претходните месеци има 8. Колку планове чекат на согласност? Па овие сега двата, ако ги ставиме овие што се за гебјени и од претходно вратените. Има вратен. Десетката уште нема одговор. Нема, за таа нема. Се припремаат ставањето на согласност. Градежно земјиште објавени во тој период беа 4 парцели, од кои што постапка за јавно надавање се спроведе и 3 се отудени и се чека периодот за плаќање на вкупниот износ од градежните парцели. Со непосредна спогодба од претходен период има 2 и во постапка се на решавање. Елаборат за животна средина има едно барање доставено и истото е решено. Одделението за инспекција и надзор и едно известување до странка. Од страна на инспектор за животна средина има донесено 5 записника, 2 решенија и една инспекцијски контрол има направена през Атера. Од страна на инспекторот за домување има донесено 3 записника, 3 решенија, има 2 записника за заклучок за запирање на постапката и 12 едукации. Во одделението за локални даноци и такси во извештаниот период од 15.11 до 30.11 обработени се нови 40 даночни пријави, изработени се 2 нови решенија во вкупен износ од 2634,50 денари и изработени се 4217 опомени за данок на имот за физички лица. За данок на имот за правни лица изработени се 75 опомени, едно решение во износ од 13.402 денари. За данок на промет на движности и права издадени се 9 нови решенија во вкупен износ од 293.765 денари, доставени се 38 опомени и има една жалба. За данок на наследство и подрок донесени се 20 нови решенија во вкупен износ од 7.866 денари и изработени се 19 опомени. За комунална такса за истекнување на фирма, односно назив на делна просторија, изработени се 3 нови решенија во вкупен износ од 4.500 денари. За користење на простор, пределниот простор, едно ново решение во вкупен износ од 38.850 денари. За истекнување на реклами, објави и огласи, 3 нови решенија во вкупен износ од 60.800 денари. За користење на плоштад и друг простор во градот нема. За пренасочување на повеќе или на погрешно платени средства има едно решение во износ од 12.000 денари. За присилна наплата нема. Наплатата на данокот на имот на физички лица со истиот период лани 2011 за данок на имот на физички лица е поголем 4.691.070 денари. За правни лица е нешто помала 3.298.469 денари. Данок на промет на недвижности и права физички лица е многу поголема 6.026.275 денари. За данок на промет на недвижности и права на правни лица е 9.790.527,50 денари. За данок на наследство и подрок на физички лица е 799.345,50 денари. За комунална такса за истакнување на фирма 6.636.308,50 денари. За користење на простор, пределниот простор 768.064 денари, што е поголем од ланскиот период. За истакнување на реклами, објави и огласи е 20.800 и за комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градот е 16.810 денари.
извещаниот период од 16.30.11 територијалната пожарна единица нема излезена на овие поведение на интервенција, бидејќи топло време и влажното време имајќи условите нема излезена интервенција. Од прегледите редовно извршени неделни прегледи, ПП возила опрема, културна ремонтно масло, ПП возила Мерцедес, отворени дефекти на Лада Нива, прихвачал денот боево, замените горни долна пумпа материнска, направена е ПП возила БАП-13, со комбинација изграден алтернатор содржач, кај иши промената се светлата излучна сигнализација од 12 до 24 волти. И лансер е поставен. ПП возилата за почувачките намален нема излезени на превенции, разлика пречно По извештаниот период од 16-11 во работните единици комунална хигиена, паркови зеленило и градски гробишта. Во делот на собирањето смет имаме зголемување во сите категории. Генерално во кај домаќинствата имаме зголемување од 18%, кај правните лица од 16%. Во делот на потрошеното гориво, согласно со зголемување на количините на смет, имаме зголемување и на горивото, меѓутоа треба се нагласи дека веќе трета недела во населените места Давидово, Милетово и Миравци собирањето на смет е камионски. Значи, не е со трактор или рачно, него со камион. Во тој дел се зголемени трошоците, 2 пати неделно оди камион, Смоквица, Милеково. Колку беше преходниот период извештено паѓањето на топчувачката? И да зависи кога се помни и горивата. Да, за тоа е. И понеделник Смоквица, Милеково и Давидово се собира, а вторник Миравци. Тоа е. Кај исто, кај товарното возило УЛТ имаме поголемо зголемување поради редовно чистење на депонијата и во Стојаково, Богородица и нашата депонија. Тука е шематскиот приказ, ово возила. Во работна единица паркови и зеленило има сезонски активности, откастување дрвја, чистење улици, садење цвеќе. Сега имате доста работа со метење на лисија. Да, се метат лисија од парковите. Кај градскиот пазар имаме намалување на платната пазаришна такса и на платните резервации на пазарот. Намалувањето е сезонско и во четвртоците обично овие два изминати врнеше дожд, некога намалена беше фреквенцијата на пазарджи. Кај погребната служба активностите се редовни. Новиот пазар нема да има програма тршит. За извештаниот период од 16 до 30 ноември во секторот водовод, канализација и градежна група изведени се следните активности. Интервенирано е вкупно на 42 дефекти на водоводни приклучоци, на 5 дефекти на водоводни мрежи. Извршено е откушување на дефектна канализациона мрежа вкупно 8 на број и замените се 4 водомери. Направени се 2 нови приклучоци на водоводна мрежа и 5 нови приклучувања на канализационата мрежа. Издадени се една согласност за нов водоводен приклучок и 7 согласности за канализационен приклучок и издадени се вкупно 2 други мислења и акти. Вкупно бројка на поправени водомери во овој период е 12, други активности на техничка служба по број 7, по други активности на техничка служба вкупно 2 интервенции на каптажа, наполване за населено место Негорци, изголемување на доток на вода, една интервенција во Меравци за реконструкција на електрика на прочистителна станица, пумпна станица и 3 интервенции за клорирање во населени места Негорци, Смоквица и Квардејци.
Во овој период градежната група изведе нови канализационни линии на булевар Гергелија во должина од 144 метри со диаметар фит 250, 144 метри со диаметар фит 250 мм. Изведена е нова канализациона линија паралелно со водоводна линија на улица Панче Пешев во должина од 55 метри со диаметар од 200 мм и извршена е реконструкција на канализациона линија на улица Танче Камберов во должина од 60 метри со диаметар 315. Направени се 4 нови оквири на градски гробишта и продолжено е со чистење на улични сливници на улица 7 ноември, Маршал Тито, Слован Митров, Данко Кирил и Методи Ристов Рашинин. Купно по број 68 сливника се изчистени во овој период. И изработени се водомерни шахти во улица Ристо Јани. Тоа е. На улица Танче Камберов како е планирано санацијата на улицата? Состојбата на оној сокакот на улица Танче Камберов е во таква состојба и претходно испутната и после реконструкцијата со бетонирање само на тој дел што е прекопан ќе биде лошо санирањето на улицата. Треба комплетно оној сокак во должина 55 метри нов тендер не за реконструкција на улиците. Со асфалтирање да биде. Целиот во цела ширина. А во меѓувреме додека го реализираме затрупавме, сега набиваме. Не беете да не потоне случајно да не. Не пратиме тоа дело. Се додава, да, много правит. Ничта беше предвидно ради ова. Беше ради канализацијата оставиме, да. Добро. На месец ноември 2012 година вкупно е фактурирано 4 милиона 549 614 евро и имаме намалување од 2,52%, што е во однос на намалувањето на водата. Во истиот период наплатено е 4 милиони 38 609 денари, трендно намалување од 0,87% во однос на октомври. Споредено кај физичките лица 2012 со 2011 година фактурирањето е зголемено за 10,38%, а наплатата е идентична со минатата година. За правните лица вкупно фактурирање имаме 2 милиона 742 862 денари, тренд на намалување од 29. Нешто се должи трендот? Не е фактурирана обврската спрема општината, договорите што вчера беа доставени за подпис. Не, гледам на канализација и тоа паѓање на 13%. Тоа е према општината, други недоместици сигурно, таму гледам. И другите, да. Гледам 13,9% горе, вода и канализација. Таму нешто се должи. Намалувањето на водата се рефлектира и на канализација. Само да треба да се проверат, може би, да кажем, вие што користите собствени извори на вода, во канализацијата нема, треба да се изврши контрола и проверка за плаќањето на канализација. Најголемо вступување има и другиот дел што сега што ќе се фактурира во декември. Ќе биде фактурирано тоа по 30. Добро. Истиот период е наплатено 4 милиона 498 199 денари или покачување од 5,96%. Споредено со 2011 година фактурирањето е намалено, бидејќи е фактурирано завршено, а во однос на наплатата Смето паѓање 34% во однос на лани. Да. Лодинго и Тоа е ново. и гранични премии. Да. Вкупната наплата е подобрена во однос на 2012. Споредено. Во овој период доставени се 115 опомени спрема домаќинства, 430 опомени спрема фирми, 24 договори за 12 рати и вкупно поднесени тужби 128 кон физички лица, кон правните лица, од декември месец.
отчуждение предложено на декември.